Студиото на Македонија наутро е полно јутрово со млади луѓе кои се гордост и се разбира иднината на оваа држава. Зборуваме за првата помош, односно минатата година биле прваци, оваа година повторно се стремат кон истиот успех. Зборуваме за Средното медицинско училиште на град Скопје доктор Панче Караѓозов. Нормално тука е професорот Стефан Мишовски кој ни донесе една преубава екипа. Ти благодариме, односно ви благодариме што дојдовте ова утро да споделите, односно да ги споделите вашите искуства и да поразговараме малку за се она што вие го правите и како течат нели и подготовките, меѓутоа за вашите идни активности, сето она што го сработивте. Стефан, добро утро. Добро утро, ви благодариме за поканата. Чести задоволство што издвоивте можност да бидеме гости од вашата емисија и да го споделиме нашето искуство, нашите планови и нашите успеси. Ќе почнеме со разговорот со вас, а потоа нормално ќе ги представиме и нашите ученици и се она што тие го постигна. Вие, еве, тоа рековме и на почетокот, не можеме да ви издвоиме нели од учениците со оглед на тоа дека сте млад професор, имате 27 години. 27 години. Работите активно, вие сте професор и активно се вклучени во едукацијата на овие млади кадри, меѓутоа и други активности кои вие ги правите во вашето училиште. Ајде да почнеме од каде љубовта кон образованието, меѓутоа и кон медицината. Уште од самиот почеток на моето образование, секогаш луѓето ме гледале како лице кое сака да говори, кое лице сака да го споделува знаењето и има амбиции да го креира нечив ум. Мојата желба за медицина се има појавена уште од најрана возраст и не постоела никоја друга алтернатива за некоја моја идна професија. Завршив основно образование, продолжив во истоименото училиште, Средно медицинско училиште доктор Панче Караѓозов, каде што моментално работам. Потоа моето образование го продолжив на медицинскиот факултет во Штип, при Универзитетот Гоце Делчев, воедно каде што моментално држам вежби на катедрата по хистологија. И така кога ќе се спојат повеќе интереси, повеќе желби, колку повеќе се трудев, дојдов до моментот кога што ја се реализирав како предавачи во високото и во средното образование. Вие сте училиште со традиција од повеќе од 80 години. Што значи да се биде дел од една ваква институција и нормално како изгледа практично еден ваш работен ден? Што најмногу исполнува со работата со учениците? Токму така, оваа година нашето училиште обележа 80 години од постоење. Сепак нашето училиште е првото медицинско училиште во регионот од оваков тип, односно со повеќе профили. На почеток, медицинското училиште било имало некој основна форма, каде што по третата година се определувале што да учат, додека сега имаме можност да учениците запишат некој образовен профил уште од самиот почеток. Нашето училиште е повеќе етничко и повеќе културно и поради тоа представува многу убава атмосфера за работа. Во нашето училиште да си дел првенствено како ученик е доблест и чест, поради тоа што професорите имаат еден поинаков пристап кон децата. Зошто? Поради тоа што медицината е уметност, не е само наука. И во нашето училиште има ученици кои што се од голем интерес, и интелектуален и креативен. Како започнува еден наш утрински ден, секако стануваш, колку да ни е напорно и мачно на сабајле, односно наутро да се разбудиме и да се патиме кон работа, кога ќе се сетите дека ве пречекуваат 30 деца, кои што се ведри, насмејани, желни за да дознаат некоја нова информација или едноставно да споделат некој нивни хумор, верувајте дека работата станува песна. Сигурно што вие сте познати е соработката со Црвениот крст на Македонија. Вие сте активен учесник веќе нешто над 20 години. 21 година веќе навршувам. Имате и проекти кои се однесуваат практично на промовирање на тие хумани вредности во вашето училиште, па што всушност представуваат овие проекти и какви пораки практично се испраќаат и младите, односно до младите, а какви пораки испраќаат и до нивните врсници, се разбира? Така, нашето училиште е дел од, односно поддржува, че ја негува мисијата за развој на Црвениот крст. Има еден проект кој што се нарекува промоција на хумани вредности. Тоа представува младинци активни во образованието, се приклучуваат и прават проект. Односно, првенствено прават еден план
со цел да дојдат до една реализирана целина. Тој тим се состои од 5 до 6 младинци. Се бира еден група на која сака да се помогна. Конкретно нашето училиште го има одбрано клиничкиот центар, каде што активно работи со бележија на патеките за инвалиди, за автомобили, паркинг места, каде што нашите ученици прават електронска мапа и физичка мапа за подобар пристап до главните влезови на самите клиники. Тука тој проект трае 3 месеци, секако останува потоа трајно, нели, врежан во клиничкиот центар. Во интервал од тие 3 месеци учениците се дружат, бараат донации, активно се вклучуваат, прават забави, имавме неколку активности каде што учениците од нашето училиште се вклучуваа, има на некој начин игри без граници, правење промоција на филм, спортски активности и низа други работи, каде што не е поентата само да се реализира проектот, туку поентата е да се вклучат младите, да ги вклучиме и инволвираме сите останати кои не биле информирани, затоа што живееме во општество каде што преку социјалните мрежи само одреден тип на работи се промовира, додека што ја би рекол хуманата страна, човечната страна е малце запоставена. Па има можност да се вклучат и да бидат дел од креирање на крајниот продукт, односно крајниот производ. Така. Сега дојде ред и на нашава тема, односно да ги вклучиме малку и нашите останати гости. Училиштето, веќе напоменав, активно учествува во надпревари, бројни надпревари, континуирано постигнувате успеси, меѓутоа вие сте горди, меѓутоа еве и ние воедно сме горди на вашиот успех. Во прва помош минатата година, како што веќе реков, бевте првенци, стремите повторно да бидете и оваа година, нормално да ги вклучиме и морам прво да ве представам, веќе почнеме од Петар, единственото машко од нашите гости денеска, зборувам од учениците. Петар Трпевски, Мила Насковска, Јована Стојанова, Дарија Радончиć и Анастасија Аракси Саркисијан. Се надевам дека го изговорив како што треба. Ќе почнеме со Петар. Ќе мора да биде така. Што значи првата помош? Петар и Дел, ќе почнеме практично како одеше цел тој процес. Тоа е прашањето до сите вас, како си поминавте, што правевте, како се подготвите. Да, на микрофон. Значи првата помош пред се е помошта која што пружаме на луѓето во првите минути, околу тие се најважни. Ние се спремавме за првата помош уште од лани, можам да кажам, више една и пол година. Беше многу интересно, научивме многу вештини како да им помагаме на луѓето, како да спасиме некој човечки живот, исто така како да спречиме да имаме некои дополнителни компликации се дори не дојде медицинската помош, научи на хуманитарност, на исто така фокусираност, смиреност во ситуација кога многу од нас паничат и првата помош мислам дека треба сите да ја познаваат, поради тоа што доколку некој не ја познава, може да тоа да чини некој човечки живот и исто така не знаеме кога и каде може да идеме на некој случај каде што може да помогнеме, па затоа мислам дека сите треба да ја познаваме. Така. Еве прашање до Мила, како изгледа еден надпревар во прва помош? Еден надпревар по прва помош е навистина прекрасен и незаборавен за секој учесник. Пред се затоа што не само нели самиот надпревар и победата и слично, туку пред се дружбата со сите други учесници. Црвениот крст навистина ни овозможува да се запознаваме со луѓе кои што сакаат да помагаат и се пред се добри личности, така да сметам дека целата дружба и сите контакти кои што ги остваруваме се за секој од нас прекрасни и незаборавни, така да сметам секој го поканувам да учествува на надпреварот и да работи во Црвен крест и прва помош. Така. Јована, како се спремавте и колку време се спремавте за надпреварот? За општинскиот надпревар имавме повеќе време да се спремиме и прво почнавме со спремање во нашето училиште, зашто сепак сме медицинско училиште, имавме одредени материјали, но се спремавме и во Даре Џамбас и во ова време им државме обуки на основните училишта, па со обучување на основните училишта и поправување на нивните грешки учевме и ние. А меѓу основниот, општинскиот надпревар и регионалниот надпревар имавме само 2 недели, а имаше повеќе вежби што требаше да ги има на регионалниот надпревар. Па, ама ни помогна тоа што бевме и минатата година на надпревар, па веќе ги знаевме вежбите и требаше само да ги повториме и да работиме тимски. Така. Дарија, кој е твоето искуство?
Па, мојата желба за прва помош се јави од мала, мислам јас се сакав од мала медицината, но потоа ме заинтересира првата помош затоа што ми звучеше интересно, но и како еден предизвик, бидејќи сакав нешто ново да научам, исто така да научам како да им помагам на луѓето и сметам дека првата помош е многу битна, бидејќи може да спаси еден човечки живот. Анастасија, што понатаму? Кои се твоите планови за во иднина со оглед на тоа дека твоите другари рекоа дека ја одлично пееш? Дали тоа ќе биде нека комбинација од музика со Имаме големо искуство во тој оддел и благодарам. Мислам дека искрено од мала ми се јави огромна желба да продолжам бар во одделот на медицината, бидејќи сепак медицината е една огромна област која што зазема големи вештини, голема љубов пред се треба да имаш и надеж и копнеш дека ќе успееш понатака. Се раѓаме со некоја визија за животот, искрено мислам дека можам да ја продолжам таа. Многу сум горда што сум стигнала до овој степен тука, да на некој начин бидам дел од оваа прва помош. Токму од оваа екипа со моите соученици, со мојата екипа, со моите пријатели. Искрено, уште од мала ми се јавила желба да продолжам во медицината, особено во делот за кардиохирургија, го имам зацртано уште од мала, така да полека чекориме и мислам дека шансата да учествувам во овој тип на натпревар за прва помош е само еден чекор за подобри иднина. На некој начин да се стекнам со големи вештини, да се осознам како личност и да ги истекнам сите тие особини и амбициозност која што треба да има едно медицинско лице, што е многу важно. Стефан, со оглед на тоа дека имаме уште многу малку време до вести, кои се предизвиците да се работи со млади вакви успешни кадри со оглед на енергијата која ја емитираат? Па би рекол дека и немате некои потешкоти, меѓутоа дали постојат предизвици кои ви се пречка и нешто што ве кочи практично во вашата работа? Јас секогаш велам на учениците, децата секогаш ни се прекрасни, нас возрастните не бива. Што значи тоа? Секое дете знае како да постапи, но треба да се доближиме до него. Предизвик е да достигнеш доверба и сигурност, затоа што сепак од оваа страна на катедрата кога сме, ние сме еден, а од другата страна имаме 32-3 бистри ума. Многу е важно и предизвик е да го доловиш знаењето и да обезбедиш сигурноста, затоа што образованието не е само теоретски да се научи, туку и воспитно да напредуваме. Ви посакувам многу успеси. Ви очекуваме повторно во студиото на Македонија наутро.